Во срцето на главниот град на Македонија, ВФЛП Фонд Менаџмент стои цврсто како инспирација за иновации и доверба во финансискиот сектор. Водени од тимот искусни професионалци, ние не управуваме само со вашите средства, туку создаваме наследство вкоренето во сигурност и перспектива. Инвестирајќи во над 1000 квадратни метри врвен деловен простор, ја потврдуваме нашата посветеност кон Македонија и овдешните клиенти. ВФЛП Груп за посветла финансиска иднина на сите. Добро вечер на сите и добродојдовте на нашиот нов квартален инвестицијски подкаст. Јас сум Марио Ѓоргиев, председател на управниот одбор на ВФП Пензиско друштво и член на инвестицијскиот одбор на ВФП Фонд Менаџмент. Вечерва наша цел е да ги презентираме нашите резултати на инвестицијските фондови под наше управување, да разговараме за настаните кои што доведоа до овие резултати, како и можеби најбитното да видиме кои се очекувањата за следниот период. Вечерва заедно со мене се двајца говорници кои што имаат навистина многу знаење и искуство во своите области и навистина имаат многу интересни и корисни работи кои што имаат да ги кажат и навистина ќе биде корисно за секој кој што ќе го гледа овој подкаст да ги слушнат сите новости од нив и нормално искуства кои што ги имаат. Да не должам повеќе, заедно со мене е Ивана Ташковска, нашиот раководител на секторот за инвестирање, и Јакимче Ефремовски, еден од најдобрите во моментов лидери на тимови во продажба во ВФП групацијата. На денешниот подкаст повторно ќе имаме два сегменти. Едниот сегмент ќе биде насочен кон инвестирање, како што напоменав и претходно, а во вториот сегмент, исто како и претходниот пат, ќе продолжиме со сегментот на личен и кариерен развој. Би можеле веднаш да започнеме со првиот сегмент, односно сегментот на инвестирање, па Ивана би можеле на почеток да ги продискутираме резултатите од последниот квартал, да видиме како се движеа резултатите на инвестицијските фондови. Така е, Марио, од почеток на годината перформансите на фондовите отлично се движеа. Ако ги видиме резултатите кои што ги остварија за вториот квартал од 2024 година, значи почнувајќи од крајот на март до крајот на јуни, нашиот акцијски фонд ВФП премиум акции оствари принос од 1,12%. Вториот поголемин акцијски фонд оствари ВФП дивиденда акција оствари 0,78%. Обврзничкиот фонд ВФП бонд оствари 0,39%, додека кеш фондот оствари 0,62%. Можеби нешто што е поинтересно да го видиме, бидејќи ги вклучува и последните настани кои што се случија во светот на економската сцена, се приносите на фондовите од почеток на годината. Па така премиум акција оствари 12,06% принос и сите овие податоци се со датум 25.8.2024 година. Другиот фонд дивиденда акција оствари 13,42%, обврзничкиот фонд ВФП бонд оствари 3,31%, додека кеш фондот оствари 1,6%. Значи од почеток на годината, а заклучно со 25.8.2024 година. Значи можеме овдека да видиме дека всушност доколку се видат резултатите од почетокот на годината се навистина импресивни и високи цифри. Од друга страна во вториот квартал можеме па да забележиме дека има одреден раст, не е енормен, но сепак е коректен солиден раст. Дивиденда премиум акции ВФП премиум акции можеме да видиме дека има 1,12% принос, кој што е прилично коректен за 3 месеци. Има посебно имајќи го предвид оние волатилности, нели, одредени настани кои што беа дел од кварталот. Па можеме малку подетално да навлеземе во кои настани го обликува тој квартал, па и овој период кој што доаѓа и после, нели, вториот квартал. Така е, Марио, значи како и претходните квартали, така и овој период, во центарот на вниманието останаа монетарните политики на светските банки. Европската унија, значи каматните стапки во Европската унија во јуни оваа година ги намали за 0,25% поени, додека Америка ги остави каматните стапки непроменети.
Значи, уште од јули 2023 година нема направено никакви измени на каматните стапки. Секако со каматните стапки поврзана е инфлацијата, значи иако инфлацијата доста се намали од тие високи нивоа кои што ги имавме минатата година, па и 2022 година, сепак инфлацијата останува на повисоко ниво од посакуваното на светските банки. Значи во Америка моменталната инфлација со последните податоци изнесува 2,9%, додека во Европската унија изнесува 2,8%, односно тоа јасно е над посакуваните 2% инфлација. Исто така, ако се надоврзиме на ова, изминатиот период имаше и податоци за вработувањата во Америка. Значи, со последните податоци, стапката на невработеност се зголеми на 4,3%. И иако тоа е доста пониско од стапките на невработеноста што ги имавме пред 2022 година, сепак овој период се зголеми повеќе од очекувањата на инвеститорите, а со тоа последователно па се и намалија новите вработувања. И тоа исто така предизвика некаква нестабилност на пазарите изминатиот период, бидејќи се појави стравот од според некои макроекономски индикатори за појавата на рецесија во Америка. Исто така, доста важно изминатиот период беа и кварталните извештаи кои што ги вадеа компаниите, како и полугодишните извештаи во Европа на европските компании. Некои од компаниите има одлични резултати, некои од компаниите има резултати кои што беа помали од очекувањата на аналитичарите. Меѓутоа, сето тоа даде одлична слика за моменталните инфлаторни притисоци кои што се во светот. Така што изминатиот период беше доста интензивен период во поглед на настани. И исто така да не заборавам да ги напоменам и геополитичките тензии кои што владеат уште од претходно со руско-украинската војна, меѓутоа и новите притисоци кои што се појавуваат со Израел и Иран. Така што во главно тоа беа главните настани кои што се случија минатиот период. Така, значи овдека можеме да видиме дека иако вака навидум нели има поголем број на можеби негативни настани, но сепак им беше проткаено со еден поголем број исто така на позитивни вести. Именно тоа што монетарната политика веќе е јасно дека оди во насока на намалување на каматните стапки, дава еден позитивен тренд. Но сепак ајде да видиме подетално што би можеле, односно кои се во моментов главни настани кои што можат и да донесат голем потенцијал за раст на берзите во моментот, но и нормално се еден вид на ризик фактори кои што владеат. Во главно се истите тие кои што и во претходниот период се збора, но што се случува, но ајде да видиме подетално како би можеле да се развиваат работите и до кај сме стигнати и со монетарната политика и со геополитичките тензии, па и со оној AI концепт. Па како што кажа повторно, главно што ќе треба да се следи во идниот период се монетарните политики на светските банки. Америка веќе најави дека ќе започне со намалување на каматната стапка, што на некој начин и позитивно влијаеше на светските берзи. Меѓутоа, многу ќе зависи како ќе се движи инфлацијата во следниот период. Тие веќе најавија неколку намалувања до крајот на годината, меѓутоа, доколку се случи инфлацијата да биде повисока од очекуваното или пак обратно и пониско од очекуваното, тоа ќе во голема мера ќе влијае и врз монетарните политики на светските банки. Например, сега последно тоа што беше информација, тоа што банката од Јапонија нели најави дека ќе ги зголемува каматните стапки на 0,5. Всушност беше и моментот кај што донесе до таа волатилност која што дојде во почетокот на август, за разлика од другиот дел од светот каде што нели имаме јасни очекувања, веќе посебно после последнава изјава од ФЕД дека времето е дојдено да се сврти политиката, нели да се дојде до тренд на намалување на каматните стапки. Во Јапонија се случи еден обратен процес, па би било добро баш. Да. Јапонија долг период се соочуваа со многу ниска инфлација. Значи има периоди каде што дури беа и во дефлација.
Заради тоа тие каматните стапки ги чуваа на доста ниско ниво. Во одреден период има и минус 0,1%, значи негативни каматни стапки, во спротивно со останатите делови од светот каде што каматните стапки постепено се зголемуваа. Бидејќи беа многу ниски каматните стапки во Јапонија, голем дел од инвеститорите позајмуваа во јени по тие ниски каматни стапки и после тоа средствата ги пренасочуваа во некои инструменти или инвестиции кои што ќе им дадат повисоки стапки на пренос. Тоа доведе до слабење на јенот во однос на доларот. И сега, со последните информации, кога банката од Јапонија најави дека ќе ги зголеми каматните стапки од 0,25%, додека во спротивна насока ФЕД најави дека ќе ги намали каматните стапки, тоа доведе до предизвик за инвеститорите што да размислуваат што ќе се случува во идниот период. Исто така доста интересно што во момент кога 10 годишните обврзници во Америка изнесуваа околу 4%, 10 годишните обврзници во Америка изнесуваа 1%. Значи приносите, во Јапонија, да. А тоа е доста голема разлика, голем спред. И таа разлика ја користеа до сега инвеститорите за да остварат принос. Значи сега со зголемувањето на каматните стапки во Јапонија, а со намалувањето на каматните стапки во Америка, значи тој спред доста ќе се намали. И заради тоа инвеститорите веќе ќе почнат да плаќаат поскап долг во Јапонија, наместо моментално што плаќаа доста поевтино. Тоа, значи, по изјавата на банката од Јапонија ги натера дел од позициите во поризичните инструменти, во повисоко приносните инструменти да ги затворат со цел да го покријат долгот кој што го има земено во Јапонија. И значи тоа доведе до мала нестабилност на светски. Овдека, ако дадеме малце посимплифицирано, тие се задолжувале во јени и истите тие пари кои што ги зимаат од јени како кредит, ги пласирале или во обврзници кои што имаат поголем принос, или најчесто во акции кои што секако се очекува да имаат поголем принос на долг временски период. Нормално кога ваму не треба да плаќаш камата или 1% треба да плаќаш камата, а ваму имаш очекување од некој 7-8% очекуван принос на долг временски период. Посебно институционални инвеститори верувам дека го користеле овој момент на направат арбитража. И во моментот кога доаѓа тоа зголемување на каматната стапка во Јапонија, се јавува нешто што се вика margin call, односно мора да обезбедат поголем износ како покритие на тоа што го имале за долгот, а тој износ го немаат, па мора да ги затворат позициите кои што и во моментот технички се создава поголема понуда на пазарот на акции, а побарувачката си станува иста како и претходно. И во тој ден всушност се случува, тие 1-2 дена се случува да има пад на цените на акциите, ама тоа е моментална ситуација на понуда и побарувачка. А потоа во следните денови веќе веќе забележавме, мислам, доста се врати јапонската берза од тој период на пад до денес. Не само јапонската, туку и останатите, бидејќи реално тогаш имаше посолиден пат и на американската и на европската берза. Па и од ова можеме да видиме колку работите секаде во светот и се поврзани, зашто постојано го зборуваме тоа да се биде диверсифициран, значи по различни држави, по различни сектори. Бидејќи видовме дека промената во Јапонија на каматната стапка доста многу влијаеше и на промените во останатите делови од светот. Така што заради тоа е доста важно да се биде диверсифициран. Со тоа што, ајде вака би можеле да заклучиме, можеби дека овој првичен ефект на тоа зголемување на каматната стапка во Јапонија беше и најголем, не би очекувале да има толку голем ефект понатака, бидејќи до некаде беше изненадно. Изненадно беше зголемувањето што дојде во Јапонија. Од друга страна и се направи еден технички притисок на оние кои што биле задолжени. Во овој момент веќе се очекува дека ќе има зголемување. Па и тие најавија дека изголемувањата ќе постојат, меѓутоа дека ќе ги прават постепено, така што пазарите веќе ги очекуваат тие зголемувања во идниот период. И би очекувале тоа да биде прилично добро впиено по берзите,
а од друга страна па да биде доста позитивен ефектот кој што доаѓа од очекувањата за намалување на каматните стапки во другиот дел од светот. Да, бидејќи тоа на некој начин ќе па во другите делови од светот ќе прави компаниите да позајмуваат по пониски каматни стапки, па тоа ќе доведе и до развој на бизнисот. Така што Така, значи овдека имаме нели две спротивставени монетарни политики на различни делови во светот. Освен овој концепт на монетарна политика, кои други ризик фактори влијаат врз моменталните движења на пазарите на капитал? Да, последно актуелно беше случувањата со Израел и со Иран и нивните меѓусебни пресметки. Знаеме дека ситуацијата помеѓу тие две држави беше доста тензична по долг период. Меѓутоа, тензијата се зголеми со убиството на лидерот на Хамас во април 2024 година. Во август, сега Да. ствари на крајот, на почеток, баш се поклопи крајот на јули, мислам дека беше. Така нешто, да. И се зголемија тензиите, бидејќи Иран ги обвинуваше нели Израел за неговото убиство, додека Израел не дава некоја специфична изјава дали се или не се виновни за нивното убиство, за неговото убиство. При што Иран се закани дека ќе го одмазди тоа убиство. Се очекуваше нападот на Иран врз Израел веќе некој период. При што сега, значи, пред неколку дена Иран ги нападна Израел со проектили, при што во главно немаше некои големи нуспојави. Меѓутоа, тоа предизвика мала нестабилност на пазарите. Сепак позитивното во целата ситуација беше тоа што и двете страни, значи Израел и Иран, изјавија дека не планираат да дојде до значи војна, да се зголеми војната до големи размери. Секако ризикот од војна и понатаму постои, значи не е исклучен, имајќи ги предвид минатите случувања. Меѓутоа, моментално нема некои преголеми стравови. Доколку се случи такво нешто, секако тоа ќе има големо влијание врз пазарите на светот. Од една страна, имајќи предвид дека Иран е значаен производител на нафта, околу 4% од производството на нафта доаѓа од Иран, тоа ќе има влијание врз раст на цената на нафтата и на газот. Од една страна, при што дел од компаниите кои што се во таа индустрија, во енергетската индустрија, ќе имаат придобивка, веројатно и исто така и компаниите кои што имаат во резерви нафта и газ. Меѓутоа, од друга страна, компаниите кои што доста зависат од нафтената индустрија, како што се, например, авиокомпаниите и значи компаниите кои што се занимаваат со транспорт, ќе бидат позначајно погодени, бидејќи ќе им растат трошоците во тој поглед. Меѓутоа, историјата се веќе гледаме и од случувањата со Русија и со Украина во период на војна, па од друга страна ќе очекувано е да растат цените на акциите на компаниите од одбранбената индустрија, бидејќи ќе има поголема потреба за нивните технологии и производи. Така што и таму би имало одредено влијание. Ама и дополнително општо на очекувањата на инвеститорите. Можеби дел од инвеститорите ќе сакаат да ги пренасочат своите средства кон други инструменти, како што се, например, обврзници или како што е злато, па може и тоа да направи некаков дисбаланс. Добро, овдека збориме под предпоставка дека би дошло во некој одреден конфликт. Во моментов факт е дека е поразгорена ситуацијата измеѓу Иран и Израел, но од друга страна исто така е факт дека големи преговори се водат, да и двете страни имаат голем интерес да не дојде до одреден конфликт или односно војна измеѓу двете држави. Па имаат и доста притисоци од другите големи сили, како што се САД или европските земји, бидејќи конечно настанува некаква стабилизација на инфлацијата, на економијата и тие прават притисоци да не дојде до војна од поголеми размери, бидејќи во тој случај повторно може да се случи да имаме раст на инфлацијата и пак да треба да има промени во монетарните политики и слично. Со тоа што барам моје мислење некако е дека доколку дојде до војна измеѓу Иран и Израел, нормално е да има одредени
турбуленции, но би очекувал да бидат далеку помали од оние проблеми кои што настана измеѓу војната, кога започна војната измеѓу Русија и Украина, поради повеќе фактори. Прво, временскиот период кога се случи таа војна и оваа сега се кое што има можност, потенцијал да се случи, се многу различни. Тогаш бевме во пост-ковид период, каде што немаше доволно понуда, компаниите се уште не беа вратени со фул производство. Од друга страна, побарувачката веќе одеднашка скокна и се створи јак притисок на инфлација, на потреба на зголемување каматните стапки. Од друга страна, започна конфликтот, потоа и големината и зависноста на светот од Русија и Украина е многу поголема од она која што измеѓу Иран и Израел, бидејќи пример, ако 4% од производството во светот е од Иран, повеќе 12% е од Русија. Плюс тука имаше сончоглед и пченица се од Украина, значи многу по различна ситуација беше од тоа што сега имаме ситуацијата. И па дури мислам дека и ставот измеѓу Иран и Израел е различен, односно ставот се одмаздуваат, ама немаат желба да, барем до сега, да дојдат до фул конфронтација. Па на некој начин ги гледаат резултатите кои што се случија во Русија и Украина, каде што ни едната ни другата држава не доби нешто позитивно од целиот конфликт. Ама од друга страна, па сега ситуацијата гледаме дека е обратна на економско ниво. Од една страна имаме намалување односно најави постојано за намалување на каматните стапки, во Европска унија веќе случајно намалување на каматните стапки. Тоа значи еден вид на позитивен сигнал за економијата. Од друга страна, па нивниот придонес во светот е помало тој што е измеѓу Русија и Украина, така да дури да има одреден конфликт, не би очекувале да има преголеми потреси. Ама и општо економијата сега може би и поспремна и повеќе различни се очекувањата од таа ситуација тогаш што беше. Така е. И дополнително нешто што е многу битно, а тоа е дека сепак нашите инвестициски фондови се вложени во големи мултинационални компании од развиени држави, кои што тука сметаме дека е клучот на, ајде да кажем, доброто управување, диверсификацијата по различни сектори е многу битна. Не би препорачале на одреден инвеститор да биде вложен само во IT или во некои од такви подинамични сектори, туку да има диверсификација со цел да бидат позаштитени неговите заштети кои што се за надолг рок. Да. Така што во главно тоа е тоа тука со геополитичките тензии. Нешто што следно продолжуваме да го очекуваме како што и беше во изминатиот период е и со вештачката интелигенција. Постојано се зборува за AI, за вештачка интелигенција, за развој на тој дел. Меѓутоа сега се повеќе станува јасно дека употребата нема да биде само нема да се развиваат само тие компании од технолошкиот сектор заради вештачката интелигенција и AI, туку општо значи AI ќе помага на сите компании од сите сектори. Значи сите веќе гледаме доста компании од здравство почнуваат да користат AI. Така што и таму се очекуваат позитивни резултати, дека и во тој дел се повеќе ќе растат приходите на компаниите. Да, ова неколку пати веќе го збориме и на претходните подкасти, ама навистина има голем ефект врз целокупната економија и очекуваме во иднина да има многу големо позитивно влијание врз целокупната економија и врз работењето на бизнисите. Ги чекам исто така и кварталните извештаји, односно веќе искачат на компаниите. Како што спомна ти претходно дека имаме различни некои компании испорачуваат подобри резултати од тоа што се очекува, некои во линија на очекувањата, некои има и кои што се подпросечни и затоа всушност тука како и секогаш на нас ни е многу битно да вложуваме во квалитетни компании на долг временски период. На краток период секоја компанија може да ги потврди резултатите кои што се очекуваат,
или да ги надфрли, но битно е на долг рок да испорача нешто како додадена вредност во економијата. Па и заради тоа и препорачуваме цело време да се вложува на долг рок. Иако ги споменавме сите овие тензии кои што се случуваат во светот и промени на монетарните политики, сепак историски податоците покажуваат дека на подолг рок берзите полека се враќаат на очекуваното ниво. Така што многу е тешко на краток временски период некој да направи, ајде да кажам, да излезе пред пат, па да влезе на пат и да направи некоја дополнителна добивка. Тоа е нешто што било кој да го прашате, кој што е реален експерт, кој што има искуство на пазарите на капитал, не е некој кој што сега се пробува да направи некоја брза добивка. Секој кој што има подолго искуство е свесен дека кога се вложува во акции, се вложува на долг временски период и не се прават краткорочни одлуки за купи продај. Нормално, ако плановите се за да се користат средствата за пократок временски период, тогаш е многу попаметно да не се инвестира во акции, туку да се вложат во... И да се продадат, многу е тешко да се одлучи моментот кога да се вратат средствата. И дури може некогаш да се погоди во одреден момент ние да продадеме пред да паднат берзите, меѓутоа после тоа може да се случи да го изгубиме тој раст кој што ќе се случи после падот, така што и на крај дури најчесто може... така се случува. Да, дури во случај кога се работи за инвестициски фондови, дури би купиле можеби по висока вредност на удел од тоа што сме продале, бидејќи не сме го знаеле точниот момент кога повторно да влеземе со инвестирање. Така што и заради тоа и не препорачуваме. И како што кажа, доколку тоа дел од инвеститорите ќе треба да се направат и самоанализа. Доколку навистина се случи да му требаат средствата на пократок рок, тоа може да се размисли за диверзифицирање можеби во други по-безбедни инструменти како обврзници што се. Меѓутоа, доколку се работи за инвеститор кој што вложува на долг рок, ние сакако препорачуваме да остане инвестиран. Да, бидејќи навистина не е пример веќе подолг временски период постојано, нели, мислам секогаш во светот постојат едни аналитичари кои што викаат дека берзите ќе идат нагоре и аналитичари кои што викаат дека берзите ќе идат надоле, но еве доколку видиме за од почетокот на годинава, кога и на почетокот на годината нели имаше некои луѓе со сомнежи, гледаме дека од тогаш до сега ВФП дивиденда акцијата 25 август ако се види, ВФП дивиденда акции има остварено 13,42% добивка на луѓето кои што вложиле во фондот. Значи некој ако вложил на почеток на 31.12 100.000 денари, сега тој има 113.420 денари. Значи 13.420 денари добивка. После сите овие турбуленции кои што ја кажавме и настани што се случија во изминатиот период. Се разбира, ова не е нешто што би можеле да го очекуваме постојано на периодот 8 месеци да имаме 13,42% принос. Нешто што го очекуваме просечно годишно на период од 10 години и така натака е 7% просечно годишно. Но е битно да се напомене, ова го кажуваме од аспект на дека кога се прави маркет тайминг, може да се пропушти па една ваква година која што има 13,42% раст, што е навистина погубно во инвестирањето доколку нели се направи тоа. И затоа постојано препорачуваме вложување на долг рок на 10 години плюс во диверзификувано портфолио како што се нели. И повторно трендот најмногу би препорачувале развиени вложување во компании од развиени држави. Јакимче, ти како некој кој што постојано си во контакт со клиентите, каква е твојата перцепција во однос на нивните реакции на пазарниве случувања и трендови кои што се и во овој период и нели во претходниот период откако нели ти ги обслужуваш клиентите? Марио, нормална реакција, дали во позитивна насока, дали во негативна, зависност од турбуленцијата која што е актуелна. Да кажеме, последниот период Ивана спомна дел од тие кризи кои што го зафати општеството, економијата, па и се околу што е. Значи почнувајќи од ковид, продолжувајќи со енергетска криза, со инфлација, па и еве последниве неколку недели избеднувањата што беа со потезите на владите на високо развиените држави, конкретно Јапонија, да тие потреси инвеститорите ги
чувствуваат и дека сакаат да соодветно одговорат на тие потреси. Сега нашето искуство кое е во тој сегмент, имаме долгогодишни клиенти, имаме нови клиенти во фонд кои што инвестираат средства, зборам за акцијските фондови и природно е да тие сакаат да ги дискутираат овие теми. Сега кога ги дискутираме ние овие теми, нормално дека ваков тип на кризи, можеби не слично на COVID, немало ни 50 години, меѓутоа инфлација, геополитичка нестабилност имало и ќе има. Значи, нормално е тој инвеститор да во таков момент донесе разумна одлука и разумно комуницира на оваа тема, бидејќи секоја избрзана одлука во ваков момент може да оди на штета на вложениот капитал. Сега пак ќе кажам, нашето ноу-хау комбинирано со довербата која што нели испорачуваме на самите инвеститори се некој спој, некоја комбинација која што на нас ни дава право да седнеме на маса со инвеститорот, да поразговараме, не да влијаме во секој случај на неговата одлука, меѓутоа да на некој начин спречиме некоја избрзана одлука, бар да во насока на заштита на превентива на тој капитал, нормално на некој долг рак и да се гордееме со некоја здраво донесена одлука. Бидејќи знаете, пазарот на пари, недвижностите, па тука ќе ги наведам и златото и капиталните инвестиции што ги прават инвестициите, мислам бизнисите во своето постоење во својот развоен тек, носат дел од последиците на ваков тип на турбуленции. Така е. Збориме само за пазарот, за берза. Инвестирам во некое основно средство од кое што очекувам поврат на инвестиции во наредни 2-3 години. Доаѓа ковид криза, да речеме, бизнисот е во сегмент на туризам или во сегмент на лакшери, на луксузни добри, каде тој бизнис ќе врати таа инвестиција за 2-3 години. Тоа е момент кој што можеби нема да се врати ни 10 години. Меѓутоа, пак ќе кажам, се тоа специфични ситуации кои што се ставаат на маса, се размислуваат. Бегството од избрзана одлука по мене е нешто што е најправилно во таков момент. Тоа е најважно во таков момент да не се донесе емотивна одлука, а дефинитивно во тие моменти емоциите доста се креваат. Тоа е нормално. Нормално, да, и вестите се многу по интензивирани и нормално тоа влијае на инвеститорите. Но иако имаме периоди на, ајде да кажам, на волатилност понекогаш, како што беше во периодов со зголемувањето на каматните стапки во Јапонија, и тоа беше на баш краткорочно пат и враќање на берзите, сепак гледаме во последниот период многу поголема желба и, ајде да кажем, спознавање на инвеститорите на инвестициски фондови и вложување во истите. Гледаме дека растот на средствата со кои што управуваме и интензитетот на кој што клиентите почнуваат да ни даваат се поголема доверба се зголемува. Дали е тоа нешто што и ти вака го чувствуваш во секојдневната работа? Дефинитивно дека го чувствувам, посебно последните неколку недели кога се случи пат на берзите за некои 10, па можеби и повеќе проценти, зависно од тоа во кој фонд беа вложени средствата на инвеститорите. Како да не го осетивме тој период? Сега, имавме потешки периоди, имавме поголема волатилност, значи и ковид криза, и инфлација, и нарушување, и подолг временски период каде што имаше стихино некое споро оплодување на капиталот. Во овој случај имавме преку 10%, буквално не осетивме некој притисок од инвеститорите. Пак ќе кажам, тоа се во насока на тоа дека довербата која што ја пружаме на тие инвеститори е многу силна, да во вакви моменти кога ја разговараме на овие теми, буквално останеме трезвени до крај и не чепкаме. Мислам, ова беше нешто кое што беше изненадувачки не само за инвеститорите, туку и за најголемите експерти. Така е. Така да, напротив, значи, у тој период имавме, го осетија луѓето и моментот, дури наплив на повеќе уплати во самиот фонд. И ние одевме во таа насока да ова не го гледаме како некој проблем кој што би се развивал среднорочно или да не кажам долгорочно. Така да,
одличен е тој дел на комуникација со клиентите, одлична е нивната позиција во однос на вакви периоди кога има цик-цак движења. Мислам дека нивото на финансиско, да кажеме, описменување и гледање према инвестицијските фондови како оптимален начин да делот капиталот се оплоди во последниве години, нема да кажам благодарение на нас, меѓутоа благодарение на развој на овој сегмент на пазар на капитално инвестицијски фондови на многу повисоко ниво. Мислам дека тука можеме да го заокружиме овој прв сегмент од нашиот подкаст, односно делот за наменат за инвестирање. Ги видовме резултатите на инвестицијските фондови, разговаравме за настаните кои што се случија во последниот период, зборавме за монетарната политика која што во моментов е во насока на олавување, олеснување и подпомагање на економијата во следниот период. Ги поминавме и геополитичките тензии кои што постојат во Блискиот Исток и потребата од тоа да се биде инвестиран диверсификувано во големи мултинационални компании. Така да можеме да го заокружиме тој дел и да се префрлиме на вториот сегмент од нашиот подкаст, а тоа е сегментот на личен и кариерен развој. Вечерва всушност главен говорник во овој сегмент ни е Јакимче Ефремовски, како што кажав, лидер на тимови во продажба во ВФП групацијата. Инаку, Јакимче својата кариера ја започнува во банкарскиот сектор, каде што се развива во регионален директор, а потоа продолжува да ја гради својата кариера во небанкарскиот финансиски сектор, односно во ВФП групацијата, каде што гради еден навистина импресивен тим и заедно со тимот, всушност, Јакимче Ефремовски ја има и најбрзата кариера во ВФП во Македонија до сега. Па, Јакимче, ќе те замолам еве малку подетално да ни го опишеш твојот кариерен развој, еве до сега и како се одвиваш овој твој пат до успех. Најпрво благодарам за убавата најава и ни вовед во оваа тема. На оваа тема ја би имал премногу материја да отвориме и да ја движиме во некој правец, меѓутоа би се обидел во некој оптимален рок, да кажеме, и во некој поедноставен формат да направиме еден хронолошки осврт од 2006 па навака, зашто 2006 тогаш дипломирав и прв пат се вработив, за среќа по само неколку месеци по дипломирањето, иако тежок и турбулентен период за вработување на млади кадри, се појави тогаш банка, странска банка во Македонија, која што буквално возможи за секој квалитетен кадар преку една прекрасна селекција, интервју, да може да се вработи. Останав таму 6 години, нормално, период во кој што природно еволуирав на некој начин од сегмент на кредитен референт во сегмент на организација на сениорска позиција, супервајзор позиција и слично, за да во 2022 година некако зрело, незрело, не бих знаел точно како да дефинирам, одлучив да променам банка. Имаше некој период каде што доста од колегите кои што, да кажеме, тргнаа во претходната банка, одлучија да направат промена на средина, па еве, јас 2022 година се вработувам во друга банка, исто деловна банка во Македонија. Неколку години на позиција на продажба, кредитен референт за продажба на корпоративни компании, за да низ текот на годините на некоја средина од таа кариера во таа банка ми се укаже прилика, релативно на млади години, како да кажам, да понесам некоја одговорност и да водам одреден сектор на регионално ниво, односно банката ме поставила за регионален директор за работа со корпоративни компании. И се на се еден период од 2006 до 2022 година, некои 16, да кажеме 16,5 години работење во банка. Како да го оценам тој период и како да го во неколку реченици опишам, период гледано од мој аспект лично вложен на сериозен труд и ефорт во насока на поставување на мои лични цели и амбиции, паралелно со остварување на таргети и цели на компанијата. Поминува период, тој модел
таа платформа, таа банка те оформува во една личност која што, да кажеме, знае да препознае, да идентификува можност за бизнис, можност за продажба, можност за донесување на резултат за работодавецот, да те научи како да одделиш емоција од бизнис и напротив да споиш емоција со бизнис. Едноставно убав модел, се убав модел, меѓутоа модел кој што некако те врзува. Многу тешко можеш да излезеш од тој модел. Кога и да сум имала периоди, да кажеме, на некоја турбуленција или размислување во насока доста е тука ќе продолжам во друга институција, некако самиот тој модел поттикнува некои размислување, некој анализирање, превише ризици, ставање на маса и се повлекуваш. Се до крајот на 2011 година, кога седнуваме и разговараме со еден мој пријател, кој што претходно исто така работеше долги години со мене и во првата банка и во втората банка, се работи за Мартин Димитриевски, тоа е мојот ментор и коуч во оваа работа. Не во смисла дека нели тука треба некој екстремен тренинг за да се прешалтува, меѓутоа едноставно за да некого купиш на некој начин да ја продадеш таа визија, треба сериозен квалитет, посебно ако се работи за банкар кој што работи на 16-17 години, имал чин и бил директор и сите тие работи. Знаете, 17 години, како 17 години, период дали е долг, дали е краток, со многу луѓе, со многу успешни луѓе си стапил во комуникација, си видел многу успешни приказни, си го гледал бизнисот, а си имал страв да влезеш во бизнис. Моменти кои што имало многу вагање. 2022 година, февруари месец, одлучувам да ја напуштам старата работа, да напуштам кај стариот работодавец и да преминам во ВФП групација. Знаете, онака ја купив таа визија, тоа двонасочно комуницирање сериозно ми придонесе со Мартин да видам дека тука има материја, дека тука има нешто кај што може да некако тој личен труд и лични амбиции дојдат на некое повисоко ниво. Тргнав со сериозен ризик, да кажем. 2022 тоа беше февруари месец, значи тргнувам сам, немам канцеларија, немам луѓе, немам тим, не знам што ќе работам, само знам дека према нешто ќе целиме, према нешто ќе се усмеруваме, а како ќе дојде резултатот, останува, нели, сам на себе. Сега, моментот доаѓа да креираш тим. Немаш ништо освен да кажеме кредибилитет, освен добра релација со околина, со бивши колеги, освен на добра перцепција за тебе од страна, меѓутоа сваќаш дека тоа е доволно да пристапиш кон луѓе, кон пазарот на труд и да ја разговараш оваа рамка која што претходно мене ми беше понудена и да за релативно краток период во принцип стекнеш коректен тим од некои десетина луѓе, професионалци, генерално банкари, кои што можат уште веднаш да влезат во продажба. Впрочем и продуктите кои што ние ги имаме во сите групации се многу блиску до она кое што претходно многу сме го работеле. Дали се работи за инвестиции, овдека во инвестиции во основни средства, тука инвестиции во фондови, на другата страна продажба на лични сметки, трансакцијски сметки, тука продажба на кеш фондови и слично. Така да бројчано коректен тим, сериозно сплотен во овие 2 години и сега ако се навратам на она брза кариера и најбрза во Македонија, тоа можеби мене лично не ме нешто фасцинира или ми значи, меѓутоа е резултат за почит, верувам дека е така, поради тоа што фактички временскиот период тоа го укажува. Така да она што сакам тука да го кажам не е тоа резултат кој што е осварен онака своеглаво и наетливо од моја страна на лично, не е резултат на лично действување, туку е резултат на тим. Јас сум тимски играч, во принцип таа моја екипа, тој мој тим, се впрочем едно семејство, едно бизнис семејство, каде што покрај она професионална релација има и многу елементи на лична близина, на лична емоција. Така да мислам дека заклучокот е дека
таа кариера е резултат на сите овие комбинации, сите овие неколку работи кои што претходно ги спомнав, генерално на тимската соработа. Мислам дека генерално вака со сите лидери во продажба со кои што имаме разговарано, генерално една од најубавите работи кои што ги гледаат тоа работа е што може да работат со тим кои што сами го креираат, Така. да им е баш многу пријатна работната средина во која што функционираат. Што е многу различно во однос на работата во финансиска институција, банка, па и било која работна организација. Така, тука е таа главна разлика измеѓу свој бизнис да кога се гради. Многу елементи на бизнис, на предприемаштво. Така е. Ме интересира кои се главните карактеристики твои лични или вештини кои што си ги стекнал во текот на твоето работење, кои што вака би ги издвоил како клучни во достигнувањето на еден поголем кариерен успех? Види, Марио, ја би рекол дека тука главните мои карактеристики се базираат и вештини кои што сум ги стекнал се базираат буквално на некои стрес периоди, на некои падови, на некоја периоди на тимска криза кои што кај мене сериозно влијаеле да создадам моменти и вештини со кои што тие ефекти кои што се случиле претходно ги изнесам и ги коригирам и на тој начин сплотаме на енергија, формирам една тимска одлична средина. Ја би рекол дека генерално вештината на управување на тимови, на организација на тимови се мои, ќе кажам, едни од подобрите, поквалитетните вештини и карактеристики кои што ги имам. Пошто, знаете, во секоја кариера има и во секој бизнис има успон, пат, има унапредување, уназадување. Тоа е природно, тоа се случува. На тоа не треба да се на некој начин ние ситиме или како да се изразам на друг начин. Мораме да преземаме да бидеме осетливи, да имаме чувство за самокритичност, да одговориме за неуспех, да одговориме за неостварен резултат. Мораме да преземаме одговорност. Сето тоа, знаете, низ текот на времето прави една сила, прави една вештина и склопува повеќе елементи за да перспективно со оној со кој што ќе работиш, тоа го во старт некој елиминираш или го дозираш на начин да и полека од тие вештини и карактеристики презема секој во тимот. Ја морам да се согласам дефинитивно во делот за самокритичност дека е многу битна карактеристика кај секој кога работи, бидејќи ако немаш доза на самокритичност не можеш да напредуваш. Мораш да сватиш каде си сгрешил, дека си сгрешил, да признаеш дека си сгрешил и после тоа да го поправиш тоа. Ама дефинитивно импресивна твојата способност за градење на тим. Наистина многу успешен тим имаш креирано и е нешто што сакале стварно и во нашата групација да имаме се поголем број на тимови кои што ќе се креираат. Сега градењето на тим е делот од една предприемничка особина на ВФП групацијата. Многу е познато дека посебно во делот на продажба работата во ВФП е многу предприемничка. Предприемништвото од една страна значи потенцијал за нормално да биде наградено со голем личен и финансиски успех и раст, но од друга страна предприемништвото носи и нормално од друга страна и ризик. Па кои беа главните, односно што беше клучно да се одлучиш да тргнеш по овој предприемнички пат и на сметка на напуштање на онаа сигурност која што ја нуди банкарската професија? Прво ќе се согласам со тебе дека предприемаштвото има бенефит кој што се вика финансиски раст, развој, односно финансиска компонента, меѓутоа има и риск компонента која што на некој начин го следи тој финансиски риск и го подјадува своевремено. Мислам,
да се изразам народски, тоа се во својот животен век еден вид на браќа, еден без друг не може, исто како ќарот и зјенот, што не можат еден без друг. Меѓутоа што мене ме натера да тргнам во овој предприемачки пат, не така едноставно се случи, како што кажав порано, пред малку ова и ја донесов таа одлука. Низ текот на годините, додека работев во банка, јас цело време работев со компании. Работев на сегмент на кредитна анализира, на проценка на кредитен капацитет, на проценка на исплатливост на инвестиција, на проценка за, да кажеме, идни парични текови, идни парички одливи, како и ризици што пратат одредена инвестиција. Сега, знаете, кога поминувате мал милион такви бизниси, се замислувате, седнувате и се прашувате дали сето ова јас што го видов, што го знам, може на некој начин да го импактирам лично кај себе и дали некогаш во животот би тргнал по ваков пат предприемачки. Имаш знаење, имаш енергија, имаш искуство. Милион диагнози, крвни слики направени на различни бизниси, независно дали е тоа производство, дали е тоа трговија или сервис сегмент. Мислам дека тоа е главниот момент кој што кај мене у оваа фаза на професионална, на продуктивна зрелост направи таков импакт, такво влијание да одлучам да го пробам тој дел и лично јас. Сега, за среќа, во случајов, ако анализираме бројки и резултати, тоа се испоставило дека тој преземен ризик бил исплатлив. Не секога знае да биде исплатлив. Тоа е природно, дека не може секога да биде исплатлив. Од друга страна, секоја позиција има ризик. Работата за работодавец конкретно има позитивни работи, не викам дека не. Плата на први, конкретно работно време, после 4 сат не работам, имам слободни викенди. Меѓутоа, тоа има па и одредени негативни, да кажеме, карактеристики. Колку пари, толку музика, односно за тие бенефити и за тие дефинирани правила на игра ќе бидете толку платени. Не викам дека не може да се расте, може да се расте, напротив, значи сите сме пораснали. Јас стигнав до одредени позиции. Меѓутоа, моделот кој што ВФП групација, јас мислам се заљубив во тој модел е дека можам буквално да работам како што мојот мајндсет е сетиран на некој начин, да ги поставам работите и во пракса да ги пробувам. Што оди, што не оди. Да го организирам работењето како што ми е замислата и нормално со координација со мојот тим. Да без некој од горе директно ми поставува што треба да направам, како треба, која позиција да ја реализирам сега, кој таргет да го остварам, бидејќи тој самиот не знае дали тоа правилно, дали во право време, едноставно има некоја позиција, таа финансиска институција, тоа мора да се следи, тоа е групацијски стандард. Едноставно тоа го налага работодавецот. Мене овдека тоа ми се допаѓа, таа флексибилност, тоа уредување и таа организација на времето и на работата, и од друга страна нормално. Тој превземен ризик, колку ќе ефектуира позитивен ефект, зависи од самиот себе. Моментот е тука по мене дека овој модел е сериозно, има сериозен процент на предприемаштво, односно дозволува да направиш бизнис приватен. Колку ќе се вложиш и колку ќе работиш, толку ќе заработиш. Како и во секој бизнис. Како и во секој бизнис, да. Така е. Сега гледаме дека во делот со градење на тимови навистина многу успешно се имаш развиено. Зборавме нели дека доаѓаш од банкарскиот дел и за рекордно време успеваш да изградиш прилично добра, најбрза кариера. Сега, колку е лесно за еден банкар да успее да направи голем личен и финансиски развој во една ваква средина? И кои според тебе типови на банкари многу подобро би се развиле во една ваква средина, а каков тип на банкари би имале подобра кариера и подобар успех во една банкарска средина со стабилни и
фиксирани приходи. Ако се анализирам сам себе си и луѓето од мојот продолжен тим, кој што е конструиран генерално од на луѓе професионалци кои потекнуваат од банкарски сектор, мислам дека луѓето од банкарски сектор релативно добро се адаптираа на оваа средина. Зашто? Заради тоа што понесуваат доста квалитетни карактеристики од институцијата кај што претходно работеле. Тоа се дисциплина, тоа се квалитетни работни навики, тоа се почитување не на работно време, меѓутоа на некоја зона кај што у која што функционираат, знаат каде се границите на комфорт зоната, иако тука е, да кажеме, некое флексибилно работно време. Мислам дека тие луѓе кои што потекнуваат, односно се дел од мојот тим, а потекнуваат од банка, имаат некоја своевидно, ја би ја нарекол, пол позиција за добар и малку побрз кариерен развој. Не ми е, нели, ова 100% моје докажано, испитано и проверено, меѓутоа еве, во овој краток период во кој што работам у систем надвор од финансии, односно во нефинансиска институција, мислам дека тоа е профил кој што побрзо се адаптира и генерално има некоја предност во изработка на некоја побрза кариера. Сега, кој профил на банкар е идеален за да работи кај нас во групацијава, што нели нашава групација има продажба. Имаме 5 компании кои што продаваме производи и имаме можност да креираме тимови. Нема и тука некое правило. Значи, дали е тоа банкар кој што потекнува од сегмент на продажба или е тоа банкар кој што потекнува од сегмент на администрирање или бек офис позиција. Поради тоа што има луѓе кои што не заради тоа што самата финансиска институција не сака да ги постави на друга позиција да ги проба, едноставно нема толку флексибилност да постојано прави промени кадровски. Па знаат многу луѓе да бидат угушени во некои бек офис позиции, а да имаат талент за продажба, да имаат харизма, да имаат добра комуникација со околина и да направат добра продажба. Напротив, на пазар, тие имаме и такви луѓе во нашите тимови, знаат буквално да експлодираат. Значи да излезат на терен, да експлодираат, да се наполнат со живот, буквално со енергија и да живеат, да не кажам, втора професионална младост. Интересно, значи човек од бек офис може да направи експлозија на... Па секако, значи тоа се години поминати на одредена. Знаеш, таа позиција тебе те на некој начин те утупува, те ограничува, не ти дава простор да излезеш и да пробаш нешто друго, дали си добар за нешто друго. Некоја интерна желба која што има да се реализира. Така да нема некое строго по мене избрусено, издефинирано правило дека ова е добар или другиот е подобар. Искуствено, мојот таргет на тим, на конструкција на тим, бил на луѓе од продажба. Покажало дека кариерно малку подобро може да се развие во однос на луѓе од други профили, што не мора да биде правило. Само не ти одговорив, извини, за кој профил на луѓе е подобро да останат на такви позиции во финансиски сектор или во банка? Ја би го одговорил ова прашање многу едноставно. Луѓе кои што не би сакале да преземат ни процент или 2% ризик и да излезат од комфорт зона, подобро да останат таму, се додека нешто не се разбистри. Доста е познато кај нас во групацијата дека навистина во твојот тим има голем број на обуки кои што постојано се случуваат. Веројатно тоа е многу битен фактор за успешноста на тимот и за големата продукција на продажба. Па еве би можело да споделиш со нас како успевате да бидете постојано во тек со сите информации кои што доаѓаат во светот и дополнително да се развивате како личности сите членови на вашиот тим. Така е, Марио, тоа е точно. Ние сериозно време и енергија посветуваме на процесот на обука, на процесот на едукација, на образование на колегите од нашиот тим. Постојаната обука според нас е клуч и еден од елементите кој што е на некој начин
фактор да тој континуитет и тој раст на продажбата и на резултатот оди како што оди до сега. И сега, како ги правиме обуките, ние во принцип добро ги подготвуваме, ги организираме тие обуки. Во суштина правиме проценка што е она што сакаме да го ставиме како предмет на обука, дали е тоа одредена актуелност поврзана со одредена материја, дали е тоа нов производ кој што сакаме да го актуализираме и на некој начин го донесеме на пиедестал, независно значи која е причината за обуката. Најчесто на добар дел од тие обуки правиме и спој на обука и на тимбилдинг активности по нас, искрено. Човек кој што освен што нели ја следи таа обука, добива и можност малку да се разлабави, да сподели, да кажеме, некоја енергија и надвор од тоа што е нели главен фокус на тој термин кој што сме го договарале, е некој успешно завршен процес или фаза, како да кажам. Заради тоа што луѓето така се полнат енергетски, остануваат на некој начин живи, и со материјата и со тоа дружење на некој начин, а од друга страна нели не само па и организирањето на тие обуки е фактор кој што придонесува нели за квалитет понатака во продажбата и слично. Едноставно секој мора да работи сам на себе и на тој личен развој, независно од каде црпи информации, независно од каде купува техники за продажба, независно како се организира да стигне до информации кои што може да ги искористи во право време и на право место. И од друга страна, луѓето се навикнаа. Имаме често нели богати агенти на обука, негопати кога имаме некоја да не кажам послаба агенда, сами пројавуваат на некој начин иницијатива или бара да одредена материја за одредена материја организираме обука, организираме настан на кој што од повеќе агли, со повеќе луѓе ќе споделат искуство, за на крај нели сето тоа да изгледа фино, убаво комплетирано и на некој начин да имаат еден елемент плюси да видат едноставно како тоа некој друг го работи, како тоа некој од сегмент на позиција со поголемо искуство или некој резултатски кој што се издвојува. Така да мислам дека обуките и редовноста е еден од нашите, да кажам, моменти кои што ни носи континуирано добар резултат. Еден од клучните фактори за добриот резултат. Да, дефинитивно тоа е доста познато дека кај вас се прилично добри обуките и прилично интензивни. Да. Нормално многу е потребно луѓето да имаат таква амбиција, да се развиваат и да ги слушаат тие обуки. Носи тоа еден сплотувачки дух, еден момент на интегрирање, на сплотување. Знаете, луѓето се осеќаат како делот, да, како семејство. За крај би сакал да те прашам уште едно прашање, кое што е најмногу наменато веројатно за помладата публика. Ме интересира кој би бил советот или кои совети би ги дал на некој кој што сега излегува од факултет, сега го има првото работно искуство, односно првата работна позиција. Каков совет би му дал за да има подобра кариера во текот на животот? Ја би дал неколку совети, меѓу кои може би по листа на приоритети прво би ја ставил самодовербата, самоувереноста. Значи тоа е нешто кое што значително на младите луѓе ќе им помогне за подобрување на квалитетот во работењето од една страна, а од друга страна за подобро внимание од околината и за поголема почит од околината. Самоуверен човек со голема самодоверба, значи тој квалитет кога го преточи на работното место, тоа е гаранција за успех и за брз кариера. Со тоа што дека веројатно битно да се напомене дека различно од его да има. Како е од его? Да, дефинитивно. Значи само доверба и его е многу Дефинитивно. И треба многу да се внимава во тоа. Дефинитивно. Друго што би кажал дека би порачал на младите без разлика што завршиле или се оформиле како дипломци
дипломирани, квалификувани или магистри, да не престанат да учат, да не престанат да се образуваат. Образованието и знанието по мене е една од клучните алатки за напредок и за развој на кариера. Посебно денес. Море од информации, море од системи образовни. Постојано да впиваат, да црпат информации, независно од каков тип. Друго, би рекол еве, од мој аспект гледано, јас сум тимски играч, тимска работа. По мене е една од клучни работи на кои што може да се внимава. Колку ги помагаш на тимот или соработуваш со тој тим, толку ги имаш повратно ефекти соработка од тој тим. А тебе ќе ти издефинира природно таа ситуација, таа состојба во еден лидер и носител на тој тим. Друго, верувајте на себе, ценете си себе, никој нема да ве цени нели повеќе од што вие се цените и почитувате. Направете конкретен фокус кон резултат, имајте цел што сакате да постигнете. На тој начин само ќе го подобрите и ќе го забрзате вашиот пат кон растот. И на крај би рекол, креирајте идеи, разменувајте идеи, работете на продукција на квалитетни идеи, прифаќајте идеи, едноставно уживајте во работата. Тоа е пораката моја на кратко. Одлично, ти благодарам, Јахимче. Благодарам и вас. Мислам дека имавме прилично добри поенти и во делот на сегментот на инвестирање и во сегментот на личен и кариерен развој. Се надевам дека на сите вас гледачи и инвеститори ви беше многу интересен овој подкаст, корисен и дека ќе успеете да извлечете нешто од него во вашиот секојдневен живот. Ви благодарам за вниманието и се гледаме на нашиот следен квартален инвестицијски подкаст. Благодарам. Благодарам, Марија. Во срцето на главниот град на Македонија, ВФЛП Фонд Менаџмент стои цврсто како инспирација за иновации и доверба во финансискиот сектор. Водени од тимот искусни професионалци, ние не управуваме само со вашите средства, туку создаваме наследство вкоренето во сигурност и перспектива. Инвестирајќи во над 1000 квадратни метри врвен деловен простор, ја потврдуваме нашата посветеност кон Македонија и овдешните клиенти. ВФЛП Груп, за посветла финансиска иднина на сите.